Твојата вредност не се намалува затоа што некој не е способен да ја препознае. Непознат. Добродојавте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. Денеска разговараме за човековата социосексуална хиерархија. Мислам, свештениче, дека ова е една многу жешка тема која што, како што разговаравме пред да снимаме, малтене секој муабет има некоја компонента од оваа тема. Значи, затоа што е многу застапена секаде во човековите односи кои што гледаме околу нас. Нормално и многу значи, многу голем ефект има врз човековите односи и како се развива општествата, заедниците се едно. И заради тоа сме го забележале тоа и дополнително во комбинација со нашиот личен раст и развој кој што морал да ги земе и овие аспекти во предвид, не станала многу интересна тема. Дали ќе се согласиш со тоа? Апсолутно. Ова е исто така тема со која што луѓето имаат проблеми, многу голем број од луѓето, и заради тоа е многу жешка тема секогаш кога се дискутира. Сега, вака на прва, луѓето можеби нема да им биде јасно што е се таа социосексуална хиерархија, можеби некои поупатените ќе знаат, меѓутоа за оние кои што не им е јасно на прва, ќе им кажам дека изразот е технички, меѓутоа она што луѓето најверојатно го слушнале досега се изразите како алфа, бета, сигма и така натаму. И мислам дека тие изрази веќе дури се расшири во општата култура и во уметноста и во забавата. Луѓето се обсесираат со тоа кој е алфа, кој е бета, кој бил сигма, кој не бил сигма и така натаму. Значи што ставаат слики или видеа од некој глумец кој што изгледа вакви или онакви улоги има на сигма, на алфа, на бета и така натаму. Меѓутоа, тоа е социосексуалната хиерархија. Тоа е накратко хиерархија во социосексуалните односи кај луѓето, меѓутоа во основа помеѓу мажите. Значи, највеќе се применува кај мажите, затоа што мажите најдиректно, најнепосредно се надпреваруваат меѓу себе и воспоставуваат хиерархија меѓу себе. А жените вообичаено се надпреваруваат не толку директно, значи посредно се надпреваруваат, обично преку нивните мажи. И заради тоа и тие имаат хипергамија, односно се насочени кон да обезбедат, да врзат за себе некој маж кој што е високо квалитетен и кој што може да се искачи доволно високо во оваа хиерархија. Значи има неколку изрази тука, алфа, бета, сигма, гама, делта, омега, кои што се општо познати. Исто така би сакал да кажам дека практично секој социолошки напреден вид има социосексуална хиерархија. Ако гледаме шимпанза, ако гледаме морски крави, ако гледаме пингвини, ако гледаме јастози, бонобо, се едно. Значи сите оние, особено цицачите, затоа што имаат сложени социјални односи, природно е да нивните мажјаци се распоредуваат во социјално-сексуална хиерархија, а со тоа и нивните женки. Сега, овие изрази на алфа, бета и така натаму, оригинално се воведени во науката. Значи, имаме неколку научници кои што се имаат занимавано со конкретно Рудолф Шенкел, кој што е етолог, и се има занимавано со хиерархијата кај волците, па потоа Девид Мех во неговата книга овие концепти ги популаризира. Значи, таму се занимаваат со алфа мажерот, алфа парот, помеѓу алфа мажерот и алфа женката, па кои се пониска хиерархија, па какво е однесувањето меѓу нив, што се очекува од нив, како да се однесуваат и слично. И ова е, како да кажам, ова е една концептуализација и изрази кои што се применети во 70-тите години и 80-тите и 90-тите. Од крајот на 90-тите, од кога се развиваат интернет форумите, се создава така наречената мажосфера. Мажосферата е она која што почва да ги популаризира и да ги почва да ги применува овие изрази на човековите односи. Што е мажосферата? Мажосферата е збир на мажи кои што, накратко речено, не им е јасно што се случува со социјални односи, се менуваат социјалните прилики и сакаат да бидат поуспешни, особено во однос на нивниот успех со жените, и општо во човековата хиерархија, и почнуваат да комуницираат меѓу себе, да разгледуваат што е тоа што е успешност, што е тоа што е да се биде социјално доминантен, што е тоа да се биде сексуално и социјално привлечен за жените и така натаму. И така мажосферата почнува да ги применува овие изрази алфа, бета, гама, сигма и така натаму врз човековите односи. Потоа, во 2010-та
десетите години, Вокс Дей, односно Теодор Бил, ги додаве и уште гама и сигма како некои нови концепти, за да дообјасни некои други однесувања машки кои што не биле изворно објаснети со како мажосферата ги применува овие изрази. Ова е еден вид на вовед во човековата социосексуална хиерархија од кај доаѓа, а сега ќе му дам на свештеникот збор да може би да објасни што се тие алфа, бета, сигма или што сака он да каже. Процесорот ти даде многу опширен вовед, каде што буквално целата проблематика ја објасни. И немаш сега веќе готово, завршувам се. Така да, јас би сакал да се вратам на самиот почеток, уште каде што го дефинираше зборот социосексуална хиерархија. Наместо да нудиме дефиниции, мислам дека најпрво треба да видиме кој е коренот на хиерархијата. Јас би рекол дека самиот збор сексуална хиерархија е малце непотребен, зошто бидејќи во основата на хиерархијата секогаш има барем во одреден дел сексуалност. Секоја хиерархија во себе содржи потреба за покажување на себе си или кој е обид за пронаоѓање на партнер или повеќе партнери. Сега да се вратиме на самата хиерархија како концепт или како феномен. Таа можеме да видиме дека не се јавува само кај луѓето. Како што кажа процесорот, таа се јавува кај голем број на организми. Најдобро е да разгледаме кај шимпанзата. Зошто? Бидејќи шимпанзата се биолошки најблиски организми до нас, тие се небаре луѓе и можеме да видиме дека многу сличности кои што тие ги имаат во нивните однесувања се исти или се повторуваат кај луѓето. Ги имаме ние и сме ги имале во минатото и се уште ги имаме. Тука можам да ги спомнам некои особини или карактеристики како што се смеењето, кое што е покажување на субмисивност или покажување на пријателство. Исто така до ден денес кога ќе се насмееш на некој пријател, всушност тоа што му го кажуваш подсвесно е дека ти си му пријател, дека ти не си тука да не му се муртиш, значи не сакаш да го нападнеш, не си му непријател, не си му гневен, туку си пријателски настроен со него. Нема да покажеш агресија. И така натака. Потоа имаш поздравување со рака, каде што кај шимпанзата прв рака подава секогаш тој што е посубмисивен во хиерархијата, и исто така во минатото тоа било и кај луѓето. Секогаш прв рака подавал тој што е субмисивен, последен подава рака кралот или тој што е горе на пирамидата во конкретната хиерархија. И некои други карактеристики како што е поклонување, гледање во очи, гушкање и други невербални карактеристики. Само да додадам еден коментар за нашите следачи. Не знам дали го знаат ова, свештениче ти веројатно го знаеш. Подавањето на рака, односно покажувањето, пред се прво било покажување, па после тоа било подавање на рака, значило немам оружје, не сум опасност. Нормално, тој кој што прв ќе покаже дека нема опасност, тој кој што е подреден во хиерархијата. Исто така поклонувањето. Поклонувањето значи ти се изложувам на опасност, ти се поклонувам, ти го покажувам вратот и не те гледам, значи можеш да ме убиеш во тој момент, значи ти се понизувам на тебе. Така. Сега, зошто ги спомнувам шимпанзата и зошто споредувам човештвото со шимпанзата? Бидејќи сакам да укажам дека хиерархијата како појава не е човечки концепт. Тоа не е концепт кој што ние сме го смислили и можеме да го уништиме или можеме да го измениме како што сакаме ние, туку има одреден дел од хиерархијата кој што е вроден, кој што е во нашите гени и ние го споделуваме со другите организми и тоа е нешто кое што природно ни се провлекува низ генерациите и низ човештвото како целина. Не можеме да избегнеме хиерархија, не можеме да ги избегнеме оние сексуални игри кои што ги прават мажите и жените, кои што ги прават мажите помеѓу себе и кои што ги прават жените помеѓу себе. Таа борба за доминација, борба за превласт, покажување и така натака. Тоа се некои карактеристики кои што секогаш ќе ги имаме во себе и
Она што можеме да направиме е да бидеме свесни за нив и да ги управуваме свесно, да ги користиме свесно, а не да пробаме да ги уништиме или потиснеме скроз, или пак да се однесуваме како тие да не постојат. Јас би сакал да кажеш зошто. Зошто не може да ја напуштиме оваа социосексуална хиерархија или општо хиерархиите? Бидејќи таа е вродена во нас, таа се наоѓа во нашите гени, можеме да видиме дека сите наши братучеди во однос на генетика, како што се приматите, значи човеколиките мајмуни, па и многу подоле, меѓутоа главно цицачите, имаат карактеристики на хиерархија, која што е поврзана со нивното размножување и со нивниот начин на живот, и тој е длабоко поврзан со нашите игри кои што ги играме, со нашите концепти за хиерархија кои што ги имаме во нашата глава и ги живееме. Едноставно не е возможно да избегаме од нашата биологија, освен ако не се пренесеме во компјутер или не станеме чисто интелектуални битија, што во тој смисол ние веќе не би биле луѓе. Свештеникот даде прилично тавтолошка дефиниција зошто или одредба зошто не можеме да избегнеме од хиерархијата. Јас секогаш кога ги гледам човековите односи, ги гледам од аспект на еволуциона теорија и еволутивна психологија и ќе ти текне на ова, меѓутоа порано имаме доста разговарано на темава и тоа што го дадов јас како еден вид на причина зошто пошто ти кажа, тоа е веќе вградено во нашите гени, во нашата биологија, не може да избегаме тоа. Ама и морал да има причина зошто е вградено таму, затоа што еволуцијата не се занимава со непотребни работи, секогаш вградува нешто што било потребно во тој момент, нели, како прилагодба на условите на живот. И сега прашањето е зошто вградила ние да се бориме во една социосексуална хиерархија за доминација, за превласт, за позиција и да тоа ни е како вграден нагон да учествуваме во пирамидата на моќите или скалата на моќите. И моето објаснување е дека едноставно преку таа скала се утврдува генетската вредност пред се мажите. Во крајна линија. Значи, нормално имате социјална вредност, социјални вештини, когнитивни вештини, созреност и така натаму, меѓутоа во крајна вредност дали имаат квалитетни гени и колку квалитетни гени се нивните. И во основа таа социосексуална хиерархија по некоја логика би требало да ги испливува тие што се поквалитетни гени нагоре, ама не поквалитетни гени од аспект на попаметни или поквалитетни гени на поубави, туку поквалитетни гени од аспект на поспособни да се ископираат и да продолжат до следната генерација. Добро, можеби не сум го разбрал добро твоето прашање, јас се обидов да одговорам зошто ние како луѓе не можеме да ја отстраниме хиерархијата од нас, бидејќи таа е вродена. Меѓутоа, ако прашуваш зошто постои хиерархијата, тогаш мислам дека ти даде одличен одговор и нема потреба да се повторуваме. Би сакал уште малку да се задржам за кај шимпанзата. Сакам да укажам или да објаснам како функционира нивната хиерархија, бидејќи во огромен дел основата на човечката хиерархија не само нашите концепти за хиерархија, туку и нашите вродени однесувања кои што ги имаме, нашите реакции се многу слични, се не баре исти со оние на шимпанзата. Со тоа што, бидејќи ние сме по-интелектуално еволуирани од нив, ние ги имаме софистицирано и концептуализирано овие однесувања, меѓутоа однесувањата си остануваат во голема мера исти. Што значи тоа? Тоа значи дека шимпанзата имаат одредена група, значи тие се групираат како, можеме да ги наречеме племе или семејство, така натака. Најголемата група до сега биле 100 шимпанза, меѓутоа обично се 50, 30, некогаш и 70. Секогаш имаат еден водач кој што е алфа мажјак. Тој има достапност до сите жени. Под него има бета мажјаци. Сега бета мажјакот обично кај нас во модерно време, во модерната култура е синоним со слабост, со повлеченост, со неспособност за комуникација со жени или неспособност за борба. Меѓутоа тоа не е така во официјалната дефиниција. Бета мажјак е всушност дел од она олигархија. Тоа е мажјак кој што има достапност до одреден дел на жени, има лимитирана достапност до жени, меѓутоа има достапност и алфа мажјакот не може да владее без него. Зошто? Бидејќи алфа мажјакот не е
како што спомна процесорот, најсилниот или најпаметниот или најискусниот, најстариот, или пак има некоја друга карактеристика. Туку тој е еден балансирана смеса од сите овие позитивни карактеристики. Тој има солидна количина на концентрација на тестостерон во себе, има сила, значи е доволно силен, доволно интелигентен, доволно искусен. Ги има сите потребни карактеристики во една балансирана концентрација и заради тоа тој може да ги доминира сите други, кои што не се балансирани. Например, во бета мажјаци ќе се најде најсилниот мажјак, ќе се најде најмудриот или најинтелигентниот, ќе се најде најискусниот, ќе се најде оној што е најхрабар, кој што има највеќе тестостерон и така натака. Меѓутоа, ниеден од нив ја немаа таа совршена комбинација како алфа мажјакот. Сите овие имаат одредена вредност. Исто така, алфа мажјакот не може да владее без нив. Тој мора да прави политички или квази политички алијанси со нив, за да може да ја одржи моќта. Инаку, ако тие го предадат него, ако тој е лош кон нив и не им дава дел од храната, дел од жените, тие ќе се свртат кон некој друг кој што е во групата на бета мажјаци и ќе го направат него алфа, со тоа што ќе станат сојузници кон него. Потоа имаш гама мажјаци. Ова се мажјаци кои што соодействуваат на бета мажјаците во модерното објаснување. Тука се оние кои што се слаби мажјаци, немаат храброст, немаат искуство, немаат сила, немаат доволно тестостерон и ова се мажјаци кои што ретко имаат достапност до жени и тоа особено некои промискуитетни женки кои што не се доволно квалитетни и привлечни кај алфа мажјакот за да биде со нив. Овие немаат никаква одлука, немаат никаква улога во одлучувањето и тие се само дел од групата. И на крај имаш делта мажјаци, кои што се феминизирани мажјаци, кои што немаат никаква сила во себе, немаат никаква храброст и тие скоро никогаш не се размножуваат. Ова е една основа каде што ги објаснуваме, грубо ги објаснуваме како функционираат шимпанзата и сега можеме да се префрлиме кај луѓето и многу појасно да навлеземе во проблематиката кај хиерархијата или сексуалната хиерархија кај човештвото, користејќи се со овој шаблон кој што сега го објаснивме кај шимпанзата. Буквално сега ќе го врате фокусот за да потсетам дека тоа што го објасни е кај шимпанзата, затоа што кај луѓето има една клучна разлика, а тоа е дека луѓето почнале да живеат во многу побројни заедници, во кои што почнало да се живее многу социјално посложено, пософистицирано, односите станале многу комплицирани и оваа подоба на 4 категории само не било доволно. Кај луѓето бета е пак олигархијата, меѓутоа и гама е олигархијата, и делта е олигархијата, и имаме уште многу нивоа надоле, а крајното ниво е она омега, последната буква во збуката. Белвитес. Белите витези се таму, да. Види, витештвото е еден нагон на заштита на послабите. Проблемот е што нивната заштита на послабите е погрешно насочена, затоа што доаѓа од аспект на слабост, не од аспект на сила. Тука е проблемот. А баш и тоа и понатаму и ќе го спомнев, дека сите ние треба да имаме алфа карактеристики кај нас. И да си бел витез, треба да имаш алфа карактеристики, треба да покажеш дека си способен да држиш оружје и да сечеш глави таму каде што треба, а не само бел витез да се бориш со некој преку интернет, нели? Каде што нема вистинска опасност. Супер што дојдовме преку воведот од кај шимпанзата, што дојдовме кај човековата социосексуална хиерархија, затоа што ако направиме некој преглед, да речеме, кај луѓето и како мажосферата ги користеше овие изрази, ќе видиме обично дека, нели, алфа се доминантни као лидери, харизматични, вообичаено се многу привлечни за жени, за просекот од жените, водат мажи, освојуваат во социјални и сексуални контексти и се генерали во војска и така натаму, значи оние врвни позиции ги заземаат. Потоа имаме бета кои што се исто така популарни, но помалку самоуверени, исто
имаат достапност до многу жени, имаат конкубини, имаат швалерки, имаат оние меки харими што би се рекло, меѓутоа помалку од алфата. И како што рече ти, се во алијанса со алфата. Значи, не само што се во алијанса со алфата, тога алфата може воопшто да биде алфа заради нив. Значи, тие го држат во пирамидата на хиерархијата. Значи, тоа е една работа која што многу луѓе не ја разбираат околу тоа дека позициите на моќ во нашите општества се воглавно се основаат на согласност, не на присилба. И ако нема согласност со некој да биде алфа или да биде премиер на држава или кој да е, што и да е контекстуално алфата таму, едноставно нема да биде. Без разлика, он може да биде најпаметниот, најсоцијално добриот, најсилниот, најубавиот на светот, но сега нема да стане. Сега, обично таквите луѓе стануваат, како што кажа ти, тие што се фаќаат по сите овие аспекти. Ама тоа не значи дека мора да стане. Ако во некој аспект, како што рече ти, ако во неговите алијанси не се однесуваат добро спрема оние што се бета, гама и така натаму, тоа нема да го поддржуваат, сам не можеш да се бориш, сам не можеш да станеш алфа на една заедница од 1000 луѓе. Потоа имаме гама, кои што се следни во хиерархијата, па делта, тие се просечни мажи, вика мнозинство од популацијата, работливи се, но не се истакнати, може да се подобрат себе си, со техники за привлекување, со работа на себе си и така натаму. Имаме омега, кои што се практично социјално отфрлени мажи, кои што се на крајот од човековата социјал-сексуална хиерархија. Имаат тешкоти со социјална интеграција и привлекување партнери. И еден интересен додаток, нов, релативно модерен, е сигма. Сигма се волците самотници. Така ги опишуваат, кои што имаат алфа квалитети, привлечна самодоверба, успешно со жени, меѓутоа избегнуваат да учествуваат во социјални борби за превласт, избегнуваат лидерство и хиерархија. Околу оваа точка имавме несогласување пред да ја снимаме емисијата. Меѓутоа че се сакав да направиме еден преглед на позициите кои што често се означени и се абстрахирани во човековата социосексуална хиерархија. Ги објасни многу убаво и баш се пројавуваат како следствено од она што го објаснив за шимпанзата, бидејќи може да се види многу јасно како одела еволуцијата и како со создавањето на нашата цивилизација и на сите оние концепти кои што сме ги создале во нашите глави како идеи, ние всушност она кое што сме го имале во нашите гени, во нашите нагони, сме го концептуализирали, сме го претвориле во приказна. И сега можеме да видиме дека се уште имаме ние алфа мажи, се уште имаме бета, гама и така натака, и се уште ги користиме истите алатки за доминирање и за комуникација помеѓу нас, за однесување во групата во која што се наоѓаме. Околу тоа што го кажа тој нов концепт на сигма мажјак, мене тој концепт ми е малце климав, зошто бидејќи сигма мажјакот за мене е алфа мажјак кој што е уникатен во своите однесувања, меѓутоа тој сепак, доколку ние би спаднале на едно основно ниво на шимпанзата, тој би бил алфа мажјак. Кај нив нема сигма мажјак, кај нив има едноставно алфа или бета. Сигмата е концепт кој што ние го создаваме, тој е всушност алфа мажјак кој што не игра по правилата. И тоа е сосема во ред. Оно што сакав да го кажам е дека, како што кажа процесорот, во денешницата работите стануваат многу комплексни, не може така просто да се гледаат работите како еден е алфа мажјак, тој владее, другите се бета и готово, туку има мал милион различни ситуации во кои што се наоѓаме, контексти кои што ги живееме и каде што може да се со кои што може да се соочиме. Например, имаш група која што ти е семејство, имаш група на работа, имаш во политика или во самата држава, имаш во друштво и така натака. Значи, ти не функционираш само во една група, во едно племе, туку ти функционираш како индивидуа во многу различни контексти, многу различни групи. Сега, ти не можеш секаде да доминираш и секаде да бидеш алфа мажјак. Зошто? Бидејќи тоа е едноставно нефункционално. Нефункционално е за тебе како човек. Човек кој што така живее станува токсичен, станува едноставно премногу брутален, премногу нападен и се уништува
самиот себе, си ги уништува своите вредности, си ги погазува и другите луѓе гледаат дека има проблем во него. Тој е нарцис и тој е опседнат со својата доминација. Така да тоа не е здраво однесување. Исто така не е здраво да бидеш бета мажек, да бидеш опуштен, да не се замараш за ништо, едноставно да дозволиш другите да те газат и да те уништуваат. Зошто? Бидејќи тоа природно ја уништува твојата психа и твојата желба за докажување како маж. Така да, што треба да правиш? Треба да бидеш нешто кое што процесорот го објасни како сигма мажјак. Меѓутоа, јас го објаснувам како модерен алфа мажјак. Што значи тоа? Тоа значи да ги имаш алфа карактеристиките и да функционираш како алфа, меѓутоа со одредена доза на баланс, со одредена доза на умереност во сите своји контексти или групи каде што се наоѓаш. Што би рекол за тоа, процесоре? Јас би рекол дека апсолутно се согласувам со тебе. Прво, да бидеш обседнат, да бидеш алфа секаде е рецепт за пропаст, рецепт за прегориш, па и да загинеш. Значи, не може секаде да бидеш алфа, затоа што живееме во многу сложени општества, многу сложени заедници, има многу различни контексти во кои што живееме и ние како човештво сме еволуирале над начинот на живење на шимпанзата, односно нашите најблиски сродници, со тоа што сме почеле да живееме во многу сложени заедници. Мислам дека нашите предци, како денисовците и како крапинските луѓе, нивните групи имале максимално околу 150 членови, не можеле повеќе да имаат, затоа што природно било неодржливо, ниту можеле да се памтат, а не па да се учествува во социјалните односи, покрај тоа што било тешко и да се одржат тие заедници да живеат. Сега, Homo sapiens, тоа што го постигнал, станал социјално многу по-спретен, му се зголемил мозокот, тој имаше една книга, не ми текна се како се вика точно, каде што човеков објаснуваше дека мозокот не се зголемил заради зголемувањето на сложеноста на социјалните односи и дека после тоа ние сме го префрлиле да го користиме како интелигенција, како други работи. Меѓутоа пред се не се зголемил затоа што сме морале да памтиме многу односи. Зашто станало многу сложно, сме имале многу луѓе со кои што живееме. Тоа има многу голема логика, бидејќи оној кој што немал доволно капацитет за да памти и за да функционира со поголема интелигенција, едноставно бил отфрлан и брзо умирал. Да. Сега ми текна како се вика книгата. Се викаше Паречкиот ум, односно Mating Mind. Не ми текна кој беше авторот. Ја препорачувам книгата во секој случај. Значи, човековите, односно Homo sapiens, заедници почнале да постигнуваат по 500 членови, па по 1000 членови, па по 5000 членови, па цели градови, па по 10.000 членови и денеска имаме цели држави од по милиони луѓе. Од таквите хиерархии невозможно е секаде да бидеш алфа. Тоа што човештвото го смислило е контекстуалност. Социосексуалната хиерархија кај нас е контекстуална и динамична. Тоа значи неколку работи. Прво, Република Македонија. Имаме премиер, го гласаме на избори. Сме воспоставиле политички систем како ќе го одредиме алфата на државата. И неговите бети, односно министрите, тие што идат под нив, директори и така натаму. Значи, премиерот е алфата на државата. Меѓутоа не ти е алфата дома. И не само тоа. Тоа е еден контекст. Контекстот од аспект на простор, од аспект на кај се наоѓа. Меѓутоа, друг контекст е дека, како што спомна свештеникот пред да снимаме, е дека премиерот има мандат од 4 години и после ќе го смениме, ако треба. Не е бесконечно алфа, не е крал, не е цар, не е вдахнат од Бога ставен. Туку, новиот контекст кој што сме го развиле во демократско општество или квази-демократско општество е дека алфите ги бираме и можеме да ги промениме, ако не ги задоволуваат нашите потреби. Тоа е едниот аспект на контекстуалноста. Еве уште еден пример. Некоја жена, например, е газдарица на работа, но дома ужива кога е под доминација на цврстиот маж кој што си го има дома. Значи, таа е алфа на работа, меѓутоа дома не е. И така и сака да биде. Тоа е едниот аспект на контекстуалноста на социосексуалната хиерархија. Сега, социосексуалната хиерархија исто така и динамична. Може да се патува низ неја. Може со личен труд и вештини, со работа на себе си, да се издигнеш, а може и да паднеш некогаш. И сега треба да си ги бираш битките. Не може да сега секаде да бидеш алфа.
Не може и во друштво, и во државата, и на школо, и на факултет, и секаде да бидеш алфа. Невозможно е. Тоа што е возможно е да се бидеш таму кај што е најбитно. Твоето семејство, кај тебе дома, може би во твоето друштво, ако воопшто има потреба од така, од некој си надпревар и надмоќност, ако не сте го надраснали тој стадиум на дружење. Меѓутоа, треба да си ги бираш битките, и ако си ги бираш битките, ќе бидеш алфа таму каде што е најбитно. А нема да прегориш и нема да загинеш каде што не треба. Класичен пример. Примерот алфа во нашата држава. Ти можеш да се излеташ и да одиш да му придеш таму и да речеш, не сега ја ќе бидам премиер без избори, не знам што, ама обезбедувањето или ќе те собори или ќе те утепа. Значи толку ќе биде од твоето алфаштво. Апсолутно. Ова е многу интересна тема која што сега е зачна, тоа е потребата да се биде алфа. Мислам дека на оваа тема можеме да зборуваме уште 6 сати без проблем и пак нема да биде доволно, бидејќи има многу материјал што може да се каже. Главно што би сакал да те надополнам е дека всушност децата кога се играат како мали, кои што пробуваат во одредени игри да се надвладеат меѓу себе, па обично машките се знаат и да се затепаат и така натака, да покажуваат сила. Тоа е се биолошки вграден механизам каде што децата се учат кога ќе бидат големи, кога ќе пораснат, да бидат алфа мажеци. Тие се тестираат меѓу себе, да видат кој е достоен да биде лидер помеѓу нив и тие лекции кои што ќе ги научат додека се мали, ги користат кога ќе пораснат во вистинските битки. Меѓутоа, доколку се нормални, разумни човечки битија, тогаш ги користат многу софистицирано и на еден суптилен начин. Како што и треба, всушност. Меѓутоа, самото тоа да се биде алфа е нешто, како што кажавме, од кое што не може да се избега, а од друга страна е нешто кое што не може да ни го доминира животот. Бидејќи ќе бидеме небалансирани луѓе, ќе живееме еден несреќен живот и ќе ги оддалечиме сите од нас. Едноставно човек кој што пробува да доминира секаде, јасно е дека не е зрел. Тој не може да биде среќен и другите околу него не може да бидат вистински среќни. Меѓутоа, алфа карактеристиките се нешто кое што мора да ги имаме во себе. Зошто? Бидејќи нашето функционирање, без разлика каде, дали во друштво, дали во семејство, дали на работа, функционира на едни биолошки принципи кои што се вродени или произлегуваат од наша вродена хиерархија. И тоа значи дека ти мора да ги користиш овие алатки, мора да ги имаш алфа карактеристиките, за да се осигураш дека ти нема да бидеш доминиран, дека ти нема да бидеш злоупотребен, да ти биде наштетено, да бидеш отфрлен и така натака. Карактеристики кои што, како што спомнав, децата ги учат како мали и кои што се неопходни. Тоа не значи дека ти ќе ги искористиш за нешто лошо или за да доминираш секаде, меѓутоа ги користиш за да бидеш балансиран човек, за да бидеш доволно силен, стабилен, да не може никој да те исфрли од твојата автентичност и од твојата индивидуалност. Значи, карактеристиките кои што се вродени во нас и кои што се неопходни да ги имаме, мора да ги развиваме. И покрај тоа што живееме во еден модерен, ултрамодерен и ултраинтензивен свет. Исто така, една од многу важните карактеристики или многу важните причини зошто треба да се трудиме да бидеме алфа или да ги имаме алфа карактеристиките во нас, е поради оној сексуален пазар кој што постои помеѓу луѓето. Жените, исто како и мажите, имаат своји биолошки нагони, од кои што не можат да избегаат. Не зборам само за сексуалните нагони, туку зборам за оние нагони за бирање на партнер. Тие можеби не сакаат, можеби сметаат дека некои нивни потреби, нагони се незрели, се заостанати, се животински, меѓутоа тие не можат да ги избегнат нив. И поради тоа, тие секогаш бираат човек кој што има самодоверба, човек кој што се грижи за другите или ќе се грижи за неа, човек кој што е бестрашен, човек кој што има аспирација, кој што има желба да постигне нешто, да создаде нешто
и кој што е пред се интелигентен, прагматичен, или барем ја имал на улична интелигенција. Доколку ти сметаш дека тоа се ниски карактеристики или некои карактеристики кои што се животински, во ред, можеш така да го живееш живот и можеш да бараш жена која што не ги бара овие карактеристики. Меѓутоа не можеш да најдеш квалитетна жена, а да не ги бара овие работи од тебе. Затоа што тие работи се вградени во нејзе. И тоа не е нешто кое што треба да биде навредливо за неа или лошо за нас како човештво, туку тоа е едноставно факт, биолошки факт, бидејќи ние сме сепак животни и тоа е играта која што ти мора да ја играш за да најдеш квалитетна жена. Види, не можеш да се вреѓаш со нешто што било успешно милион години. Така? Значи, што било успешно, има зошто е успешно. Да не требаше да живееме во хиерархија, немаше да живееме во хиерархија. Има такви видови кои што се по-егалитаријански настроени. Мислам дека некои помаливе мајмуни, каде што женките доминираат или има некоја матриархат или каде што природно кога жените владеат, воспоставуваат рамна хиерархија, односно многу мали нивоа на хиерархија и на надмоќ има меѓу себе. Да, тоа се бонобо шимпанзата. Меѓутоа тоа е вид на шимпанза или подвид на шимпанза кој што се наоѓа или нивните живеалишта се наоѓаат, нивниот екосистем каде што нема природни предатори. И тие не биле никогаш под закана, со текот на времето еволуирале на еден таков начин да не си бидат самите на себе закана, да не си наштетуваат себе си со прекомерна хиерархија, за да можат да живеат поудобно. Кај нив единствен предизвик им била хиерархијата и затоа ја надминале. Меѓутоа, надвор од таков стаклен екосистем каде што немаш предатори, како например кај нормалните шимпанза или кај горилата или пак кај нас луѓето, кои што сме константно под притисок од сите страни, ние мораме се уште да го одржуваме овој тип на хиерархија. Точно така. Значи еволутивните притисоци не присилиле да развиваме хиерархија за да преживееме и да си ги скопираме гените. И заради тоа пак ќе кажам, не може да е навредливо тоа што е успешно со милиони години. Има зошто е успешно. И сега ти отвори една многу убава тема или ајде, како кажам, што имав јас еден коментар, односно критика за модерниве мажи или се уште недозреани или полусозреани мажи, кои што се обсесирани со тоа да бидат алфа, па секаде да бидат алфа и да се однесуваат алфа и така натаму. Или тоа го коментиравме веќе дека прво е невозможно, ќе изгориш, а второ дека треба да си ги бираш битките. Меѓутоа, мојот коментар сега односно оваа критика, поќе се однесува на доделувањето на негативна конотација на тие што се бета, гама, делта и така натаму. Зашто прво претходно кажа дека во човековите заедници тие пак се доминантни мажици, тие не е само алфата тука вреден, тука и другиве се. И дека дали си алфа, бета, гама и делта не значи дека не си доминантен и дека ќе немаш успех со жените или не знам што. Ќе немаш успех со жените ако немаш алфа карактеристики, како што кажа свештеникот пред малку. Значи треба да ги имаш тие алфа карактеристики, од која што покрај тие што ги спомна свештеникот би додал една, а тоа е достоинството. Достоинството е многу битна карактеристика да ја има еден маж. Сега, мојата критика околу ставањето на негативна конотација на изразите како бета, гама и обсесијата со тоа да се биде алфа. Луѓето живеат во многу сложени заедници. Не само тоа, луѓето измислиле, создале цивилизација. Цивилизацијата е одложување на прости, ниски нагони со цел да се задоволат долготрајни, софистицирани нагони или потреби. Задоволувањето на долготрајни нагони и потреби е невозможно ако ние цел време се обсесираме со кој ќе биде алфата и кој ќе превагне во нашите социјални односи. Значи, овие што се бета, гама, оние кои што престанале да идат и само да мислат на секс и колку повеќе жени ќе може да легнат, туку почнале да се посветат на своите деца за да им бидат ментори, за да им пренесат повеќе знаење, вештина, тоа што го научиле, еве како татко му бил, не знам, ковач и му пренел вештина па за да може и тој да заработува и така натаму. Тие не се слабаци, напротив, тие се
еволутивно со подобри стратегии, едноставно развиле подобра стратегија, затоа што човековиот вид се префрлил од квантитет, што повеќе деца да направиме и не ни гајле колку ќе преживеат, битно доволно да има да преживеат, во квалитет. Ќе имаме помалку деца, ама повеќе и поквалитетно ќе им се посветиме на овие деца кои што ги имаме. Нормално тоа денеска забегува во другиот правец, каде што луѓе немаат ни воопшто деца, или имаат по едно, што е генетски самоубиствено, генетски ќорсо како е тоа. Меѓутоа, ако имаш барем 3 деца и повеќе, ама да не претеруваш на нив, не 15, туку 3, да речеме, 5, ето таму да се задржиме, ти можеш многу поквалитетно им се посветиш на 3, 5, 7 деца, него ли на 15 и да ги правиш на секој чекор и не знаеш дали умреле, дали преживеале, не знаеш кај се, не знаеш што се, вака, таткото се грижи за нив. И тоа сме го развиле ние како еволутивна стабилна стратегија, сме го развиле семејството, сме го развиле бракот за таа потреба. Тој мажот што ќе влезе во брак не е слабак, мажот што ќе влезе во брак е еволутивно доминантен врз однос на овие другиве кои што само не знаат што прети на сите страни се распоредени, само се борат и се тепаат на сите улици. Значи, татко кој е посветен на своите деца и не оди да се пука на улица не е слабак, тука еволутивно е понапред од другите. Апсолутно. Ако се навратиме повторно, ја цело време сакам да се навраќам кај шимпанзата, бидејќи од нив се влечат сите лекции за хирархијата, можеме да видиме дека оние кои што се бета мажјаци или она олигархија, тоа не се мажјаци кои што имаат различни карактеристики од алфата. Напротив, тие се мажјаци кои што имаат исти карактеристики, меѓутоа нивната комбинација не била во тој момент доволно добра, доволно балансирана, за да станат алфа мажјаци, за да бидат избрани како алфа мажјаци од другите олигарси. Исто така, оној што е, или од другите бета мажјаци, оној кој што е алфа мажјак, мора константно да ги балансира помеѓу себе и да ги држи блиску бета мажјаците, за да остане на власт. Значи, неговата улога не е лесна, тој мора да биде политичар, мора да игра паметно со нив, да им сподели дел од своите ресурси кои што ги поседува, за да може да ги држи лојални на себе. Понекогаш треба да покаже сила и доминација, меѓутоа главно треба да покаже дека дека доколку го чуваат него на власт, тој ќе се грижи за нив. И тоа е многу важна идеја, бидејќи ако добро размислиме, можеме да видиме дека секоја власт која што постоела во цивилизацијата до сега се темелела на овој концепт. И тоа не е чудно, бидејќи ние, како што кажав, сме еволуирале од овој тип на хиерархија. Секој крал, секој фараон, па дури и секој председател до сега, секој вид на диктатор, тиранин и така натака, или пак некој демократ, функционирал на овој принцип. Тој бил лидер затоа што имал луѓе околу него кои што биле еднакви како него, меѓутоа му дозволиле да ги води, зошто бидејќи тој се грижи за нив или им помага да успеат во своите аспирации преку него. Значи тој им е пријател и им помага, корисен е за нив. Така да на тој начин ако гледаме всушност може да заклучиме на едно повисоко ниво дека ниедна власт на светот не била различна освен олигархија. Од почетокот на цивилизацијата па до ден денес ние сме имале само еден тип на уредување, а тоа е олигархија. Тој може да биде во светло, како во Рим да речеме, или може да биде во сенка како што е моментално во Америка, па и во Русија би рекол. Меѓутоа секогаш ово е типот на владење. Зошто? Бидејќи ние сме биолошки така составени. Што значи ова за нас како обични луѓе? Тоа значи дека, знаејќи ги овие работи, ние можеме така да функционираме во односите со другите луѓе, поготово со мажите околу нас, зборам конкретно за мажите, кога сме во одреден однос со друга група на мажи или со мажите во нашата група, ние треба наместо да функционираме непријателски еден кон друг, со еден антагонизам, Она што треба да бидеме свесни е дека сите кои што ги имаат алфа карактеристиките во себе, не треба да почнат да војуваат меѓу себе и да се борат за превласт, туку треба да размислат паметно кој е најдобро да ги води за сите заедно да напредуваат во својата цел. Тоа значи дека всушност онаа борба за алфа мажјак, ако
ја користиме интелектуално, ако ја користиме со помош на мозокот кој што ние го имаме еволуирано, ќе видиме дека тој не мора да биде рецепт за војување, борба и некоја агресија, туку всушност може да биде рецепт за коегзистенција, за синергија, за подобро функционирање и помирно функционирање. Сечениче мора прво да те исправам една работа. Значи кажа ние обичните луѓе, меѓутоа тебе нема да сместам во обични луѓе, ти си необичен човек, мора да ти кажам одма. Благодарам. А второ, ова што им го кажа последново, тоа е веќе гледање од оние интегративните второстепени нивоа од спирална динамика, кое што е, знаеш, кога некој, мислам дека кога просечен човек ќе го чуе, ќе се рече ово е ненормално, не знам што збори, значи вакви глупости да ми кажува. Најчесто е таква реакцијата. Да. Арно, ама, за среќа, нашите следбеници не спаѓаат во тие просечни луѓе, со самото тоа што почеле да работат на себе си и што ги интересираат вакви повозвишени теми, така што сум убеден дека нема да го сватат тоа на таков начин. Сега, имаше една многу добра поука во тоа што го кажа, а тоа е дека алфата мора да гради алијанси и да ги задоволува потребите на бетите, гамите, тие што се под него, нели, во олигархијата. И дали некој би ги задоволувал потребите на некој друг, ако тој другиот не ги бара? Апсолутно не. Значи, бетите, гамите и така натаму, исто така имаат алфа карактеристики, односно има достоинство пред се и викаат, јас имам потреби и јас сакам да ми се задоволат. Ако сакаш ти да бидеш алфа, сакаш ти да бидеш премиерот, ќе мораш да ги задоволиш овие мои потреби. Тоа значи, односно поуката, која што би се извлекла тука, е дека алфа можеш да станеш ако ги зимаш интересите на другите в предвид. Тоа е една карактеристика која што луѓето ја развиле и кој што шимпанзите имаат исто така, и многу такви видови, меѓутоа луѓето се развила на највисоко и најсофистицирано ниво, дури ние имаме теорија за што е јунакот, што е херојот, што е витезот. Тоа се сите теории кои што кажуваат што е доблесниот човек, на кого треба да го наместиме како алфа, кој треба да го наместиме да води, тој кој што се грижи за нас. Затоа имаме избори, затоа имаме демократија, затоа имаме теорија за што е јунак, херојство, витештво, оние како беа самураите во Јапонија и така натаму. Значи, покрај алфа квалитети, доминантност, спремност да се бориш за собствените интереси и покрај можноста за судир, достоинството, амбицијата, сите тие работи, втората главна карактеристика на оној кој што претендира или сака да стане алфа е да се грижи за другите и за нивните интереси, а не само за себе. И затоа себичноста е проблематична. Затоа себичноста оневозможува ги растура хиерархиите и ги растура функционирањето во заедниците, затоа што луѓето почнуваат да се грижат само за себе. А така, никој не може да води и нема ефикасно владење, нема ефикасно постапување како заедница и на крајот заедницата ќе се растури и ќе се распадне. Тука сме негде при крајот. Јас само сакав накратко, ако позволуваш ти, да дадеме еден краток преглед на сигмата. Сигмата ја дискутиравме како една класификација која што е пред се воведена од Voxday во 2010-те и ако земеме нешто како дефиниција на сигмата е вид на маж во социосексуалната хиерархија кој што е опишан како волк самотник. Има алфа квалитети, самодоверба, привлечност, успех со жени, но избегнува социјални хиерархии и лидерски улоги на водење. Инстинктивно се повлекува од групна динамика, действува независно и често е погрешно преципиран како алфа. Како што рече ти, не е погрешно, тој си е алфа, меѓутоа така е дефиницијата. Сигма е надвор од традиционалната хиерархија што го прави уникатен. Значи, многу мажи кои што си ги бираат борбите и кои што мислам дека навлегле во ние жолто и трикизно ниво на спирална динамика и кои што станале и кои што не станале, се интровертни, а без разлика на тоа пак имаат нагон за успех и пак имаат нагон за доминација, пак имаат нагон за да се подобруваат себе си и да бидат успешни со жени и успешни со жени и општо со луѓе, наставно се повлекуваат од општата хиерархија и си го градат собственото кралство. И тоа би можело некако да се смести во што е тоа сигма. Што би искоментирал ти, зашто знам дека имаше критика за овој израз и претходно ја најави малку, ама сега би те оставил малку повеќе да кажеш за тоа.
Ќе бидам краток. Јас не го користам тој концепт на сигма мажјак, зошто бидејќи ми е доста климав, може да биде искористен за убаво и детално објаснување на некој подвид на алфа мажјаци, како што го направи ти сега, меѓутоа може да биде искористен и како еден вид на ескапизам, да мислиш дека си сигма мажјак, ти си всушност некој бета или гама мажјак, кој што бега од конфликти, бега од хиерархијата комплетно, се крие и еден од неговите маски е всушност глумење дека тој е сигма мажјак, дека е некој изолиран самотен волк, кога всушност тој не е самотен волк, туку е сам бидејќи се самоизолирал или бил изолиран од општеството, бидејќи немал доволно храброст да се бори. Сега целата поента на овој наш подкаст е да покажеме како се размислува надконцептуално. Еден од карактеристиките за надконцептуалност е да можеш и покрај тоа што не се согласуваш со идејата, како што јас сега не се согласувам за идејата за сигма мажјак, да ја видам поентата која што ти сакаш да ја кажеш, а не да се фаќам за твоите зборови или твоите дефиниции и да видам тоа всушност ти сакаш да пренесеш и која е твојата цел зошто го кажуваш тоа што го кажуваш. И тој поглед, во тој контекст се сложувам апсолутно и можам да кажам дека да, сигма е еден вид на или подвид на алфа мажјак. Меѓутоа јас го користам зборот интровертен алфа или нешто друго слично. Така. Па да, интровертен алфа мислам дека сосема добро одговара. Мислам дека тука веќе може и негде да заокружиме емисијава. Да дадаме на кратко сиже, па со практични и прагматични совети кои што мислам дека ќе ги има неколку. Темата на днешната емисија беше човековата социосексуална хиерархија, од каде доаѓаат изразите алфа, бета, сигма, омега и така натаму. Кажавме дека секој социолошко напреден вид има социосексуална хиерархија, дека преку нејзе се утврдува генетската вредност на пред се мажите, потоа дека овие изрази алфа, бета, гама и така натаму се популаризира од така наречената мажосфера, прво на форуми, интернет форуми, потоа и преку видеа, па потоа се додаде оние термини сигма, гама и така натаму. Хиерархијата, кажавме дека претежно се преминува на мажи, затоа што жените на друг начин се надпреваруваат, посредно и социјално, преку нивните мажи, во главно. Дававме преглед што е тоа алфа, бета, што е сигма, како се дефинираат од прилика. Исто така кажавме дека социосексуалната хиерархија е контекстуална и динамична. Дека заради тоа што луѓето почнале да живеат во многу сложени заедници, природно сме развиле нов начин на одредување што е алфа и тоа станало контекстуално. Во некој контекст си алфа, во некој контекст не си алфа. Исто така дека можеш да патуваш на хиерархијата и да се движиш и да напредуваш со тоа што можеш да работиш на себе си. Или можеш да паднеш со тоа што ќе прекинеш да работиш на себе си и ќе станеш мрзлив или ќе се застоиш. Значи, социосексуалната хиерархија е контекстуална и динамична и невозможно е секаде да бидеш алфа, меѓутоа заради тоа треба да си ги бираш битките, нели? Потоа дискутиравме дека е недостојно и несоодветно да се даде негативна конотација на така наречените бети, гами, делти, затоа што тие се еволутивно стабилни стратегии кои што човештвото ги развило за да бидеме генетски поуспешни и тие се генетски поуспешни неголи постојано да има алфи кои што се борат меѓу себе. Тоа е она црвено ниво во спирална динамика, која што се карактеризира со постојани војни колежи и нестабилност. Не може да се почнеме да се занимаваме со битни работи во животот и со стабилно живење, ако цело време ние се надпреваруваме и се тепаме и се колеме на улица, нели? Така што измислувањето на семејството, измислувањето на бракот, измислувањето на моралните и сексуалните норми, се оние кои што го стабилизирале човештвото и кои што ги стабилизирале овие дифтариове во црвена фаза, кои што сакале само алфи да бидат цело време и кои што овозможиле да ние живееме во цивилизација. Тоа е позитивна работа, а не негативна. Од тогаш човештвото почува да создава толку многу единки, значи толку генетски сме били успешни, со денеска имаме 8 милиарди луѓе на планета. А претходно сме немале. Значи генетски е поуспешна таа стратегија на бета, гама и така натаму. Тоа што кажавме сепак е дека без разлика што не треба да се става негативна конотација на олигархијата која што доаѓа веднаш под алфата, секако треба да си имаме алфа карактеристики, особено таму кај што си ги бираме, нели, битките дома, кај да е. И на крајот направивме еден краток осврт на сигмата како волк самотник,
си кажавме собствените ставови. Тоа што јас тука накратко би ги искоментирал околу сигмата, изумив да го искоментирам таму, е дека секогаш имало волци самотници кај мажите. Некои уметници, некои кои што им здосадило веќе да ги гледат истите досадни работи, истите социјални патетични односи, секој ден и декле, не можам веќе ве трпам, јас ќе си направам свое кралство. Ама во нивното кралство тие се алфа. Значи, како што рече свештеникот, тие се подвид на алфа. Тука завршил сюжето и сега одиме со практични и прагматични совети. Ова епизода имаше голем број на практични и прагматични совети. Пред се би го спомнал фактот дека хиерархијата, поготово социосексуалната хиерархија, е длабоко вградена во нас. Таа не е концепт кој што сме го измислиле, туку е дел од нашето битие, внатре во нашите гени и не можеме да избегнеме од нив. Ако пробаме да бегаме од нив, ние всушност она што го правиме е губиме. Ние пајаме надоле во хиерархијата, така да единствен избор кој што го имаме е да играме и да играме добро. Потоа, заклучивме и видовме дека да се трудиш да бидеш алфа во секој контекст и секаде во секој дел од твојот живот не е здраво, не е функционално и ќе направиш многу голема штета, бидејќи не живееш во само една група како што живееле нашите предци, туку живееш во многу групи во модерното општество. Она што треба да го правиш е да ги имаш алфа карактеристиките во секој момент и во секоја група. Ако тоа те издигне да бидеш алфа, ќе се одважиш. Ако тоа те издигне да бидеш под алфата, како секундарен алфа или како бета мажјак, меѓутоа во биолошки смисол бета мажјак, олигарх, тогаш ќе играш таа функција. Секако, доколку ти си ги поседуваш алфа карактеристиките, кои што ќе ги набројам, ти секогаш ќе бидеш барем олигарх или ќе бидеш дел од она тело кое што ја управува групата. Исто така, работејќи на своите алфа карактеристики, ти ќе бидеш привлечен за спротивниот пол, за жените, и тоа е единствениот начин да најдеш квалитетна женка или квалитетна жена, бидејќи квалитетните жени ги бараат алфа мажи, бараат мажи со алфа карактеристики, со цел да создадат квалитетно потомство. Кои се алфа карактеристиките? Ние ги спомнавме најглавните карактеристики, а тоа се самодоверба, автентичност, грижа за другите, бестрашност, достоинство, прагматичност. Прагматичност или интелигенција, меѓутоа во еден вид на улична интелигенција. Доколку ги имаш овие карактеристики и доколку работиш на овие карактеристики, во секоја група ти ќе бидеш почитуван и ќе имаш доволно моќ да си ги исполниш своите цели. Повеќето луѓе не сакаат да бидат дел од процесот, туку само дел од резултатот. Но процесот е тоа преку кое се утврдува кој е достоен да биде дел од резултатот. Алекс Мортон.